Знаете дека во суштина вчера почна преговарачкиот процес. Досега беа презентирање на позициите на двете страни. Секако за деталите од процесот ќе информира директно Министерството. Соопштението беше пуштено, не очекувавме ние премногу. Пред се има образлагање на суштините на позициите на двете страни, со обид за меѓусебно разбирање. Медијаторот Нимиц го води процесот, тој ги знае во суштина работите кои што може да поминат, кои што не може да поминат, кај едната и кај другата страна. Важно е да се гради довербата помеѓу двете страни во функција на изрешавање на проблемот. Мене ми е драго што се разглобени во суштина сите отворени прашања. Ако тргнеме од некои 7 позиции кои што беа поидовните точки на разговорите, знам дека тоа е веќе намалено на 4 позиции. 3 се отклонети. Јас верувам дека со политиката на новата влада многу брзо и ќе може да се отклонуваат и другите позиции, но уште еднаш да потврдам и да потенцирам. Република Македонија сака решение, правиме буквално се обидуваме да градиме внатрешен консензус во државата, во функција на изнаоѓање на конечно решение и навистина сме оптимисти во изнаоѓањето на решението. Секако се испорачуваат одредени пораки од нашиот партнер од другата страна, од грчката страна, за одредени линии, црвени линии, плави линии или слично. Јас верувам дека треба да изнајдеме решение за добробит на граѓаните на двете земји. Ако бидеме навистина оптимисти во овој процес, ако навистина искрено сакаме и посакуваме да се изнајде решение, тоа е можно. Процесот има временски период пред себе. Навистина сме уште првото полугодие на февруари. Се надевам дека секој следен чекор ќе не приближува во делот на сите оние ставки кои што се отворени, а буквално треба да бидат мост на сплотување и конечно изнаоѓање на решение на проблемот со името кој што Република Грција го има со нашето уставно име. Значи ли решението промена постои? Има ли промена постои? Знаете како? Јас не ги коментирам деталите, заради тоа што ќе испадна дека преговараме преку медиумите, но реков, достоинството е многу важно, идентитетот е многу важен. Од тука од прилика и кажуваме се, така да му дадеме шанса на преговарачкиот процес, да не влегуваме во деталите во самите точки, од проста причина што вреди да му се даде шанса на овој процес да се дојде до решение. Ако ги коментираме сите детали внатре, навистина тоа е болно, невозможно да донесе кон решение и од тој аспект мислам дека знаат и граѓаните кои се од прилика нашите ставови по поглед на ова или на другите прашања, но да бидеме внимателни за да му дадеме шанса на процесот кон решение. Што значи прифатлива географска одредница? Географска одредница, знаете дека се спомнуваат неколку имиња, тоа значи дека за нас е прифатливо име со географска одредница, односно ги отклонуваме сите други кои што беа од временска одредница или некои други укажувања кои што доаѓаат како предлози. Повелете? Има најава, нели? Да дадеме на некој друг да постигне. Да, таму ќе има средба по друг повод, министрот за надворешни работи ќе биде таму, каде што нема да се преговара сигурно. Преговарачкиот процес беше вчера, од тука ќе се излече сублимат и веднаш ќе се закаже следна средба за преговорите. За преговорите уште едно прашање, споменавте дека имаше 7 поидовни позиции, во овој момент во 3 има приближување на ставовите меѓу Македонија и Грција. За кои 3 позиции, односно за кои 3 сегменти од целиот тој процес станува збор? Тоа би било преговарање преку медиумите. Јас го кажувам како податок да охрабрам дека има работи кои што се придвижени. Веројатно тие беа најлесните, но добро е, сигнал е, охрабрување за нас, охрабрување за грчката страна, дека е можно. Дека можно да се изнајде решение. Секако суштинските позиции се многу значени. Името, уставот дали ќе се менува или не, јазикот и други работи кои што таму се спомнуваа. Секако тоа е суштината на самиот преговарачки процес и можноста за изнаоѓање на решение. Јас верувам дека ќе бидеме прагматични двете страни, заради тоа што политичарите може да преговарат што сакат. Јас сум само Зоран Заев, од другата страна е Алексис Ципрас, или од наша страна е Никола Димитров, од другата страна е Никос Коцијаш. На крајот институциите се тие што носат одлуки и решенија, а на крајот, како што знаете, граѓаните на референдум ќе го потврдат тоа. Дај Боже да дојдеме до решение за да може да излеземе на референдум. Уште едно прашање може? Може? Се очекува да дојде кон ЦИОС и дали може да се очекува да донесе и нацрт договор? Нацрт договорот е една од алатките. Се прават одредени скицирања за можни решенија, влијание врз двете страни, како тоа би било прифатено од граѓаните на двете страни, од институциите или слично. Едно од тие сите скицирање и нацрт верзија за меѓународен договор или спогодба помеѓу двете страни, кој што секако на крајот се надеваме дека треба да биде ратификуван во парламентот. Тоа што би било решение или решливо, досега би било фиксирано. Внатре сето друго што е отворено, како ќе го решаваме, можеме да го ставаме се на одмер. Но не да заборавиме,
што и да се разговара, дали е на билатерално ниво или не знам на министерско, на премиерско ниво, се враќа кај Нимиц. Заради тоа што процесот е предводен од Обединетите нации преку медијаторот Метио Нимиц и на крајот мора да ги има импликациите правно формални во Обединетите нации. Да благодариме. 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 Благодариме.